2 февруари 2023 година, четврток, почитувани гледачи, го следите централниот дневник на КТВ телевизија. А во него ќе гледате: Кавадарци годинава достојно ќе го одбележи празникот на лозарите и винарите Свети Трифун. Институтот за јавно здравје регистрира над 800 случаи на грип. Се реконструира основното општинско училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци, се поплочуваат тротоари, а се градат и детски игралишта. Општина Кавадарци објави повик за прибирање понуди за финансиска поддршка на спортски клубови. Дневникот го стартуваме со информација од локалната самоуправа. Се поплочуваат тротоари, се реконструира основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот во Кавадарци, се градат нови детски игралишта. Ова се активности од општинските програми за подобрување на условите за живот, за кои информираа од локалната самоуправа. Се работи на поплочување на тротоари со дрворед на улицата Мито Хаджи Василев Јасмин во Кавадарци, откако претходно беше реконструирана водоводната мрежа, атмосферската и фекалната канализација. Изведуваче компанијата Жикол информираат од локалната самоуправа и додаваат дека целосно се реализираат сите активности предвидени со програмата за комунална изградба. Се работи и во општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот. Таму се реконструираше училишниот двор, беше изгребан стариот и поставен нов слој на асфалт. Се поставува нова електрична инсталација со вградени кабли и ново осветлување, како и целосна обнова и емолерисување на зидовите. Реконструирани се плафоните кои се спуштени за 30 сантиметри, со што ќе се добие поголема енергетска ефикасност во просториите, велат од општината. Информираат дека извршена замена и на греењето во училиштето, заменети се старите радиатори со нови фенкоилери, кои ќе овозможат и греење и ладење во училиштето на најсовремен начин. Низ училиштето бил инсталиран и нов современ противпожарен алармен систем. Во тек на изградба е детско игралиште во местноста Опитно поле веднаш до Памтрак патеката. На истото е поставена гумена подлога, пошто следува поставување на реквизити, нова урбана опрема, заштитни огради и озеленување. Работите ги изведува АС Машини Доел Кавадарци, стои во информацијата од локалната самоуправа. Денот на лозарите Свети Трифун 14 февруари годинава ќе биде проследен со бројни манифестации. Во музеот на виното во градскиот парк ќе се одржат низа настани кои ги организира оваа институција и ги прави заедно со општина Кавадарци и други здруженија. За програмските содржини посветени на лозарите во дневникот ни зборува директорката Весела Честоева. Во вестите во дневникот почесто овие денови емитуваме прилози кои се посветени на Свети Трифун, денот на виното, денот на грозието, денот на лозарите. Во градскиот музеј на виното се наоѓаме со цел Честоева, директорката на музејот, да ни каже како тие ќе се вклучат во сите овие случувања. Па оваа година по повод празникот Свети Трифун, локалниот вински музеј за регион Тиквеш на Кавадарци, согласно програмата за работа за 2023 година го има предвидено одбележувањето на празникот Свети Трифун. И оваа година планираме неколку активности кои што ќе се случуваат и одвиваат на самиот ден 14. Односно, се извинувам само малце да се навратам, дека празникот Свети Трифун локален вински музеј ќе го почне да го одбележува уште овој викенд на 5 февруари. Во соработка со Сдруженијето Винотек, овде во Винскиот музеј ќе се врши оценување, односно дегустација на млади вина во неколку категории. Настанот ќе биде од интернационален карактер и сето тоа ќе биде во организација на Винотек. На самиот ден, на 14 февруари, Вински музеј ќе го одбележи празникот Свети Трифун со неколку активности. Значи, освен символичното закројување на виновата лоза кој што ќе се случи во дворот на Винскиот музеј, ќе има и поетско читање, ликовна изложба, театарска представа, доделување на наградите од оценувањето, заедно со музички хепенинг и дегустација на вино. Така да Вински музеј најавува богата програма на самиот ден,
која што нормално е поддржана и финансирана од страна на локалната самоуправа и градоначалникот на општина Кавадарци. Исто така би сакала да ја запознам пошироката јавност дека на самиот ден Свети Трифун Вински музеј ќе ја промовира и новата веб страница која што на големо и на широко ќе зборува за активностите на самата институција и за тоа колку Вински музеј ќе биде присутен на туристичката мапа, да можат посетителите од страна да можат да се запознаат со содржините на самите манифестации кои се организирани од наша страна и за прв пат на преку оваа веб страница ќе можат посетителите онлайн да нарачуваат вина и да можеме ние да излеземе во пресрет на самите винари, како комерцијалните, така и малите семени винари. Исто така би сакала да споменам дека од неодамна во склоп на Вински музеј започна со работа и градската винотека и туристичко-информативното биро, кои што во наредната година, мислам во оваа во тековната 2023 ќе понудат доста нови содржини. Над 800 случаи на грип во земјава се регистрирани за една недела, информираат од Институтот за јавно здравје. Во текот на четвртата недела од 2023 година, во периодот од 23 до 29 јануари, во земјава се пријавени 874 случаи на заболени од грип или заболувања слични на грип, за 23% помалку во споредба со претходната недела, информираат од Институтот за јавно здравје. Бројот на пријавени лица оваа недела, споредено со четвртата недела од минатата сезона, е зголемен 3,5 пати. Во текот на четвртата извештајна недела во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје пристигнати биле 226 материјали од рутински надзор за лабораториско тестирање, паралелно тестирани за грип и COVID-19. Пријавената инциденца е над неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип, четврта недела со ред, односно надминате прагот на епидемиолошки влез во сезоната на грип. Во однос на возрастната дистрибуција, 525 лица се на возраст од 15 до 64 години, 131 лице на возраст над 65 години, 110 се регистрирани кај деца на возраст од 5 до 14 години и 108 кај деца на возраст од 0 до 4 години. Според податоците од Институтот, највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години. Заболените се најмногу од Струмица, 197, а во останатите бројот на пријавени е помал од 10. Во јануари во Македонија биле евидентирани вкупно 4176 случаи на грип или најголем број за оваа сезона. Покрај грипот и другите вирусни заболувања ги мачат и кавадарчани. Изминативе денови ординациите на матичните лекари се полни со пациенти со покачена температура, кашлица и други симптоми кои одговараат на оваа сезона. Премиерот Димитар Ковачевски денеска присуствуваше на потпишувањето на договорот за надзор и правен трансакцијски советник за изградба на коридор 8 и коридор 10Д. Со потпишувањето на овој договор продолжуваме да ја зацврстуваме нашата определба како влада дека автопатските делници, патишта и инфраструктура во нашата држава се еден од главните приоритети на кои ќе продолжиме да работиме фокусирано и годинава, изјави премиерот. Тој посочи дека владата е силно фокусирана на капиталните инвестиции во патната и железничката инфраструктура, додавајќи дека за 5 години се реализирани 1300 километри патна инфраструктура, рехабилитирана и изградена, во која се инвестирани над 1 милиарда евра. Со потпишувањето на овој договор продолжуваме да ја зацврстуваме нашата определба како влада дека автопатските делници, патишта и инфраструктура во нашата држава се еден од главните приоритети на кои ќе продолжиме да се фокусираме и оваа година. Бидејќи знаеме дека квалитетот на животот во една држава, меѓу другото, се одредува и според квалитетот на патната инфраструктура, за што решивме оваа 2023 година да посветиме и време и средства. Во оваа можност би сакал уште еднаш да потенцирам дека минатата 2022 година ја заокруживме со реализација на капиталните проекти од речиси 90% од планираното, што е највисок остварен процент во споредба со претходните 10 години. Денешниот договор е само чекор поблиску
до изградбата на модерна и квалитетна патна инфраструктура на коридорите 8 и 10D. Покажуваме дека инфраструктурата е врвен приоритет на оваа влада, а подпишувањето на овој договор е уште еден доказ дека Република Северна Македонија останува на вистинскиот пат и во вистинскиот правец за градење на модерна и европска држава. Општина Кавадарци објави јавен повик за прибирање на апликации за финансиска поддршка од буџетот на општина Кавадарци за 2023 година, наменет за спортски клубови, здруженија, општински и училишни сојузи, како и за поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на општина Кавадарци. Се повикуваат спортските клубови и здруженија во областа на спортот, регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска поддршка од буџетот да ги достават до општина Кавадарци, локална самоуправа најдоцна до 15 овој месец. На денешната владина пресконференција беа споделени информации околу актуелни енергетски состојби во Македонија и производство на електрична енергија. На почетокот на годината, по успешното монтирање на трансформаторот на блок 3 во Рек Битола, за прв пат, после долг временски период, беа ставени во функција сите домашни расположиви енергетски капацитети. Ова беше потврдено и со бројки. Односно, на 29 јануари, дневното производство од домашните производни капацитети изнесуваше 21.229 мегават часови на електрична енергија, што представува рекордно највисоко дневно производство во последните 10 години. Како резултат на посветената работа на нашите електроинженери и работници во енергетскиот сектор, за што председателот на владата неколку пати упати признание и благодарност за нивниот вложен труд. Врз основа на податоците за месец јануари, можеме да заклучиме дека резултатите во однос на домашното производство на електрична енергија се повеќе од добри. Впрочем, ако во минатото било вообичаено да се увезува во овој период од годината, благодарение на зголеменото производство на ЕСМ, се успеа целосно да се задоволат потребите на домакинствата, малите потрошувачи и дополнителните обврски за прехранбената индустрија, училиштата, водоснабдителните системи и други витални државни субјекти. Дополнително беа продадени и одредени количини на вишоци на електрична енергија. Во месец јануари, вкупното домашно производство на електрична енергија изнесува 561.350 мегават часови на електрична енергија, во споредба со истиот месец, предходната година, кога производството на електрична енергија изнесуваше 434.189 мегават часови електрична енергија. Зголемувањето во месец јануари изнесува 29% и е во согласност со планот за 2023 година, со кој се предвидува зголемување на годишното производство на електрична енергија за 20% во однос на 2020 година, од 2022 година. Продолжуваме да го следиме домашното производство и на дневно ниво. Енергетскиот биланс за 1 февруари покажува дека вкупното домашно производство на електрична енергија изнесува 19.117 мегават часови, од кои 13.744 мегават часови се од термоелектраните, додека останатите 5.428 мегават часови од обновливи извори на енергија. Со ова производство целосно се задоволени потребите на домакинствата и малите потрошувачи, како и потребите за дополнителни снабдувања за училиштата, прехранбената индустрија и други витални државни субјекти. На 20 јануари заврши повикот на ЕСМ за пријавување на компании од прехранбената индустрија, основни и средни училишта и јавно-комунални предпријатија за снабдување со струја по фиксна субвенционирана цена од 1 февруари. Според обработените податоци, вкупно ново пријавени се 41 субјект, од кои 21 компанија од прехранбениот сектор, 17 основни и средни училишта и 3 јавно-комунални предпријатија.
Според нашите расположени податоци, уште 80 на основни и средни училишта не се пријавени од вкупно 475 основни и средни училишта во државата. Ја користам приликата истите да ги повикам, да се пријават и да ги искористат можностите што ги нуди владата. Неспособноста на градоначалниците на ВМРО ДПМН е на директна штета на граѓаните и на општините, обвинија и денеска од владеачката СДСМ. ВМРО ДПМН и шпицниот градоначалник Христијан Мицкоски продолжуваат со добро познатата пракса на скапи и нетранспарентни задолжувања. Мицкоски најави, а неговите градоначалници спроведуваат скапи задолжувања на општините кои важат за едни од финансиски најстабилните. Аеродром, Бутел, Газибаба, Прилеп се општините кои преку општински обврзеници ќе ги задолжат своите граѓани. Заедничко за сите задолжувања е тоа што тие се прават без да се наведе за што ќе се употребат средствата, без да се наведе рокот на отплатата, а никој не знае ни колкави ќе бидат каматните стапки, кои поради економската криза стануваат се повисоки. Она што се знае е дека овие обврзници ќе може да ги купи секој, вклучително и крупниот бизнис и големите компании, кои потоа можат да влијаат врз работата и носењето на одлуките на градоначалниците и советите. За разлика од ВМРО ДПМН, СДСМ преку владата, што ја предводи, ги раздолжи општините. 50 милиони евра беа исплатени кон општините за да се расчистат долговите што локалната власт на ВМРО ДПМН ги направи до 2017 година. По 12 годишно владење со општините, ВМРО ДПМН остави задолжени општини, општини со блокирани сметки и општини без проекти. Сега, ВМРО ДПМН го прави истото. Со неспособноста на градоначалниците се прави огромна штета врз општините, која со години не може да се поправи. Ништо не се менува во партијата предводена од Мицкоски. Неработење, партизација, масовни вработувања, поскапи услуги за граѓаните и задолжени општини. Така ВМРО ДПМН ја практикува локалната власт. ВМРО ДПМН алармира за ново бегство во Идризово. Обвинуваат дека не станува збор за инцидент, туку за системна организирана банда. СДС и ДУИ не само што молчат за познатите бегства од затвор, туку и кријат дека има ново бегство од Идризово. По она крваво сценарио, пред 2 недели и наводно преземање мерки, нов бегалец од Идризово. Целосен дебакал. Ова повеќе не е систем за казна и ресоциализација, ова е целосно мафијашко решето. СДС и ДУИ мора да сносат одговорност за ова состојба. Министерството за правда мора да сноси одговорност за епидемијата од бегства од затвор. Очигледно, ова е добро организиран мафијашки систем кој што не би можел да функционира без подршка од власта. Се работи за организирана банда. Очекуваме одговор од владата, нема повеќе простор за криење и молк. Дали зад бегството повторно стои партиска парамилиција на СДС работена во затворите? Дали избеганиот, еве со иницијали РК, етнички албанец, кај себе поседува фотоалбум, овој пат за блискост со ДУИ? Дали се работи за организирана група блиска до ДУИ? Затворите станаа одморалиште, сиот систем се претвори во гротеска, СДС и ДУИ го претворија правото во баналност. Секој што има врска со нив излегува кога сака. Затворите очигледно служат само за неистомислениците на СДС и на ДУИ. Во дневникот одиме и со информација о спортот. ГФК Тиквеш со мислите кон европска иднина. Кавадарчани се пријавија за лиценца за добивање право за настап во фудбалска Европа. И официјално Фудбалската федерација на Македонија го започна процесот и постапката за лиценцирање на клубовите во машка и женска конкуренција за добивање право на настап во рамките на европските надпреварувања во организација на УЕФА. Одделот за лиценцирање во Фудбалската федерација на Македонија веќе одржува работни состаноци со клубовите со цел
детално представување на новите правилници за клубско лиценцирање и условите кои клубовите треба да ги исполнат за да добијат можност да учествуваат во европските клубски надпреварувања кои се под капата на УЕФА. 9 фудбалски тимови од првата македонска фудбалска лига, и тоа Струга Тримлум, Работнички, Силекс, Скопје, Брегалница, Шкендија, Шкупи, Македонија Ѓорче Петров и градскиот фудбалски клуб Тиквеш и официјално влегува во процесот на лиценцирање, додека во женска конкуренција вкупно 4 клубови, Тиверија, Саса, Љуботен и Скопје, учествуваат во процесот за клубско лиценцирање. Според Фудбалската федерација на Македонија, клубовите кои се пријавени за лиценцирање се запознаени со целокупната постапка, односно со исполнувањето на критериумите предвидени според правилниците на УЕФА. Оттаму сметаат дека условите кои се пропишани релативно лесно може да се исполнат од страна на клубовите. Одделот за лиценцирање им стои на располагање на сите пријавени клубови во однос на консултативни и стручни прашања, но многу поважна е поддршката во исполнувањето на критериумите за условите на стадионите, кој е еден од најважните критериуми за лиценцирање. Одделот за лиценцирање при Фудбалската федерација веќе ги достави сите потребни документи согласно правилниците на УЕФА до пријавените клубови. Уште една информација од спортот, ФК Росоман сепак ќе остане дел од третата Лига Југ. Назначен нов стручен штаб, фудбалери има, а најавени се и неколку засилувања. По шпекулациите дека фудбалскиот клуб Росоман нема да го продолжи надпреварувањето во третата фудбалска лига група Југ, надлежните структури експресно реагираа. Имено вчера беше одржан работен состанок во салата на општина Росоман, на кој што присуствува сите кои ги засега судбината на овој клуб. Тема на работниот состанок беше настанатата ситуација и што ќе се прави понатаму. Беше донесена едногласна одлука клубот да продолжи со надпреварување и до крајот на сезоната да се обидат да се постигнат добри резултати. Екипата ќе ја водат Стефан Јованов и Душко Кареов. Поголемиот дел од играчите остануваат, а станува збор за фудбалери кои потекнуваат од Росоман. И најавени се уште 4 до 5 засилувања од екипи кои гравитираат во Тиквешијата. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Наутро ќе има услови со слаб локален снег, а преку денот ќе задржи сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, кој долж по Вардарието повремено ќе засилува. Температура од -7 до 10 степени. За време на викендот, времето ќе биде променливо облачно и студено. Во сабота со повремени врнежи, претежно од снег со слаб до умерен интензитет. Ќе дува засилен повремено силен северен ветер над 80 км на час. Студено време ќе се задржи и во текот на следната седмица, со минимална температура и под -10 степени, а максималната дневна ќе биде и под нулата. Почитувани гледачи, ова беа темите со кои го заокруживме овој 2 февруари 2023 година. Останете и понатаму со КТВ телевизија и имајте убави мигови.